Добре дојдовте на почетокот на третата сезона на Луѓе и места. Во изминатите две поминавме многу места низ цела Македонија и ве запознавме со луѓе кои имаа специфични пасии, животни приказни, професии. Така ќе продолжиме и во оваа. Ја започнуваме на 4 тркала со приказна за еден убавец кој оваа година наполни 60 години, а се уште е во одлична состојба и потполно ја исполнува функцијата за која е и направен. Неговото движење по скопските улици, но и по патиштата низ Македонија, секогаш ги привлекува погледите на случајните минувачи, но најголемото задоволство го чувствува оној кој го вози, или барем приближно и оние кои се возат во него. Ја имавме и ние честа да се повозиме со овој вистински олдтаймер кој неуморно ја троши 6-та деценија од своето постоење. А за неговиот долгогодишен живот и добра кондиција е виновен неговиот собственик, Трајко Базерко, сообраќајен инженер, кој го купил пред 35 години во очајна состојба. По неколкуте реставрации денес Трајко секојдневно го вози овој автомобил. Така беше и денот кога го снимавме ова издание на Луѓе и места. А не сите стари возила можат да го носат епитетот олдтаймери. Тоа најдобро го знае Трајко. Се вика или е олдтаймер или е стара кола. Олдтаймерот мора да изгледа и да се долови правобитниот изглед, без никакви промени на оригиналноста или функционалноста на сите агрегати и содржини кои што ги има. Пред се, во тоа време беше најтешко, сега е лесно, обезбедувањето на фабричката техничка документација, според која треба да се направи реставрацијата. Меѓутоа, со патувања и со дописи, успевав да ги добијам тие податоци за обновување на моторот, за тапацирање на седиштата, за механизмот за управување и сето останато кое што требаше да биде доведено во оригинална фабричка состојба. Приказната никогаш не е завршена. Олдтаймерите, за да траат вечно и посебно кога се употребуваат секојдневно како мене, бараат грижа секојдневна. И постои период после 10 или 15 години мора повторно да се обнови, затоа што тоа е многу полесно него денешните автомобили, затоа што технологијата со која што се направени овозможува тоа да се направи со рачна доработка на делови, а и набавка на оригинални делови, така да тоа не е проблем. Меѓутоа, посебно треба да се внимава со витални делови кои што треба да бидат заменети заради замор на материјалот. Иако пред 35 години Трајко го купил овој автомобил, дури пред 6 години ја дознал приказната за неговото минато. Како стигнал во Македонија и кој го возил претходно? Јас пред 6-7 години разбрав за кое е минатото на возилото, односно побарав тоа да го направи представникот за Мерцедес во Македонија и тие го најдоа товарниот лист по бројот на мотори и шасија и се утврди дека тоа возило е увезено на 6 јули 1953 година за потребите на собранието на СРМ тогаш. А подоцна јас го купив од еден од шоферите во собрание во очајна состојба и никој не ми веруваше или ретко кој дека повторно ќе биде вратено во возна состојба.
Меѓутоа, со првата реставрација, која што траеше повеќе од 3 години, и со помош на останати пријатели и екипа која што беше задолжена за поедини работи кои што треба да ги содржи реставрацијата, и еве, се до ден денеска е во возна состојба. Она пошто е специфичен и значаен овој модел на Мерцедес е токму податокот дека ова е првиот автомобил на кој е вграден дизел мотор. Фабричката ознака на моторот е OEM 636. Тој е концепиран во пред 1930 година со намена да биде користен за погон на мали бродови, на возила, на мали теретни возила, мали автобуси и патнички возила. Неговата зафатнина на моторот е 1800 кубни сантиметри со снага од 40 конски сили или 29 киловати. Моторот е направен во две верзии, како бензинец и како дизел, со тоа што се користи истиот блок. Дали моторот ќе биде бензинец или ќе биде дизел, зависи од главата на моторот, со промена на нејзе се добива блокот истиот да биде на дизел погон или на бензински погон. Исто така е користен многу често и во хладњачите во 50-тите, 60-тите години. А и ден денес го препознавам звукот на мали бродови кои што го користат се уште овој мотор. Го карактеризира многу мала потрошувачка, фабричката декларираност на потрошувачка на дизел гориво е 6 литри. Трајко може да се пофали дека секојдневно го вози најстарото регистрирано возило кај нас, возејќи го секојдневно до неговото работно место, но и на патување низ Македонија. Крајната цел на обнова на олтајмерот не е тој да се направи и да седи у гаража као скулптура, него треба да се употребува, зашо е и направен. Така да употребата го аби. Овие возила се направени со делови кои што лесно се обновуваат, така да може да се каже дека се направени вечно да траат, а не као денешните, нели, да служат некои 10-15 години за возење, а подоцна да бидат рециклирани и потоа да излегуваат нови технолошки производи и така натаму. Неговата изработка и начинот на кој се направени возилата во 50-тите години од минатиот век прават тој се уште да биде во одлична состојба. Било да е тоа шасијата, моторот или внатрешноста на автомобилот. Не се произведувале возилата со самоносечка каросерија, како што е денеска, него горниот дел на возилото е направен посебно, а погонскиот дел, моторот и подвозието е сосема друг дел. Така да, тоа е една и од причините за поголемата трајност на овие возила. А инаку во процесот на реставрација, овие сите делови беа извадени до онаа шасија, без ниеден дел на него, и подоцна се беше вратено назад. Тоа овозможува квалитетно да се направат сите компоненти без да се употребува канал или дизалица, а потоа се вратено назад оригинално како и претходно беше. И тогаш и сега акумулаторите биле технолошки најзаостанати од производ. Така да на инструмент таблата нема ниту еден потрошувач кој што користи струја. Например, саатот е на навивање. На едно навивање трае 8 дена, значи секоја недела треба да се навива одново за да може да работи. Инструментот за притисок на масло во моторот е
механички со ампула и мембрана и не користи електрична енергија. Исто мерачот на температура во моторот е со алкохолна ампула која што при промена на температурата со експанзија на течноста ја покажува температурата, така да како потрошувачи на електричната енергија е моторот од брисачите, алнасерот и овие грејните тела за да запали моторот, а и осветлувањето фаровите, сигнализација. Радиото е, тоа се гледа од товарниот лист и тоа е дел од испорачано при набавката, тоа е Бекер Монако. Работи на 110 волти, меѓутоа има и претварач кој што 12 волти обезбедува 110 волти за работа на лампите. Меѓутоа, иако е исправно, не може да прима радиоемисија, затоа што денеска на тие фреквенции кои што ги има, а тоа се кратки, средни и долги бранови, нема предаватели. Тој признава дека низ град возењето наликува на онаа како со нов автомобил, но додава дека на долги патувања тоа е посебно чувство. На отворен пат веќе се сеќава дека се работи за старо возило со поголема тежина и со помала снага. Така да патувањата на отворен пат, посебно онаму каде што има планински превој, во принцип траат сат, два или три повеќе него да се патува со возило кое што е од нова генерација. Најчесто патувам до Охрид по различен пат на одење и на враќање, така да например до Охрид патувањето трае 4,5 сати, може и 5 сати. Затоа што на успоните брзината е 30-40 км на час, затоа што моторот нема за денешно време доволно снага да се движи побрзо. Задоволството е поголемо, затоа што со денешните ауто патувањето трае саат или два помалку, меѓутоа да ве праша некој попатно што сте видели и каде поминавте и како поминавте, дали по пут беше она, вие ништо нема се сеќавате. Со оваа кола се гледаш и се приметуваш. Нека ни ја Ирлија. Овде е крајот на ова прво издание на Луѓе и места за оваа сезона. Следното е за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.